Судот изрече ослободителна пресуда за екс-премиерот Никола Груевски за предметот поврзан со изградба на партиската зграда на ВМРО ДПМНЕ. Директна причина за ваквата одлука се измените од кривичниот законник од 2023-та. Според судиката Алексовска Стојановска, обвинителството не го прилагодило обвинението на новите законски одредби, туку останало на истите факти и докази кои по измените на законот веќе не биле доволни за да се утврди вина за делото пречекорување на службените овластувања. Судот појасни дека ослободителната пресуда не е резултат на поинаква оценка на доказите, туку е директна последица на примената на поблагиот закон за обвинетиот. Анализата и оценката на доказите, утврдените факти и заклучоците изведени од страна на судот останаа непроменети, така што при постоење на истите докази, врз основа на кои судот претходно утврди дека е сторено предметното кривично дело со искористување на службената положба и овластување, цени дека при постоење на истите тие докази не се докаже надвор од разумно сомнение дека делото е сторено со друг вид на действија, односно со пречекорување на овластувањата и со неизвршување на службената должност. Пораката е следна. Ваквата ослободителна пресуда е исклучиво резултат на донесување на законот за изменување и дополнување на кривичниот законник во 2023 година, а како директна последица на кој што беше и укинувањето на првостепената пресуда во овој предмет, како што тоа го констатира и апелациониот суд Скопје во второстепената одлука во овој предмет. Судот одлучи трошоците за постапката да паднат на товар на државниот буџет, а се одбива и барањето за конфискација на партиското седиште на ВМРО ДПМНЕ. Случајот Талир 2 се однесуваше на изградба на партиското седиште, каде според обвинението фирмата Бето незаконски ја изградила зградата во замена за државни тендери. Во првото судење во 2022-та Груевски беше неправосилно осуден на 6 години затвор. Сепак, по укинувањето на пресудата од апелација и со измените на кривичниот законник застаре делото за вториот обвинет поранишниот владин генерален секретар Кирил Божиновски. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.